уште едно здраво, бидејќи моето срце мора да пее. Значи, едноставно се осеќам така дека имам потреба да испеам некоја песна во овој ден во кој што навистина тагата влегува во мене, излегува и тоа се. Знаете, кога се чувствувате тажно, нема да кажам без потреба, затоа што не е без потреба. Секој човечко суштество, макар и што и да е во својот живот, чувствува тага, бидејќи живееме во светот, едноставно тагата е секаде присутна, каде год да се завртиш. Што и да си, кој да си, сепак ќе видиш дека секогаш има причина зашто да бидеш тажен. Да, секогаш има причина да бидеш среќен и радосен. И треба секогаш да стремиме кон радоста и кон среќата, меѓутоа исто така и и тагата е делот од нашиот живот. Па така во денешниот ден во глава ми влезе една постара песна кој што јас колку што знам ја имаат препеано многу бендови. Уствари не многу бендови, зашто тропам глупости. Едно 3-4 бенда, меѓу кои што едната е Кисмет, едната е Црвена јабука и едната е Индекси. Нормално видов на YouTube кога отварав вакво, кога отварав за текстот да видам кој е. И зошто вие денеска би го отвориле моево видео и би го гледале, така? Па веројатно затоа што сакам да видам дали некој од вас исто така е тажен човече. Дали само денеска, дали само јас зборувам за тагата или постојат еве и други луѓе, да речеме некои од вас, нели, кои што едноставно се чувствуваат тажно. Не дека нешто сега ќе правиме драми од тие работи, меѓутоа едноставно имате таков ден, зарем само јас имам потреба да го кажам тоа. Зашто знаеме генерално се одбегнува секогаш темата на тагата, да речеме, темата на осаменоста, на тие некои чувства, нели, кои што се од другата страна на спектарот на бој, на емоции, на чувства. И така, убаво би било онака да се, до душа тешко е човек да отвори срце и да каже зошто сме тажни, нели? Тешко е, нели, тоа е едноставно дел од нашата интима и не е баш сега за пред секого да се отвориш, да отвориш срце и да кажеш тажен сум заради ова или заради она. Но еве јас например кај мене лично например во мојот живот од секогаш барем една работа памтам особено, тоа е темата на имање и немање. Тоа од секогаш ми создавало кај мене болка. Например, никогаш не сум разбирала зошто некои луѓе имаат се, а некои луѓе немаат се. Значи, некои луѓе дури немаат и ништо. Исто така, заради причина поради која што сум тажна е фактот дека исто така во овој свет луѓето се делат на оние луѓе кои што за себе сметаат дека се повредни од другите, без разлика дали имаат или немаат. Едноставно имаат такво чувство дека се повредни од другите, некои едноставно имаат чувство дека не се. И тоа е исто така една причина за тага. Што друго да се сетам? Значи има многу причини зашто да бидеш тажен. Кога ќе гледаш дека некои деца страдаат, еве например моментално многу популарен на сите мрежи е случајот со малата Јана Христова која што го почекај, ќе ти објаснам, која што го изгуби својот живот, нели, во една од нашите амбуланти во Битола, во Македонија. И тоа исто така е една навистина тажна приказна, што кога ќе видиш дека толку малички деца нели заминуваат, но од друга страна единствено некоја светла точка во таа ситуација за незините родители како утеха би било дека е она навистина моментално на едно посветло, поведро и прекрасно место. Овој наш свет, колку и да е убав и колку и да има можности да нуди нешто, во него секогаш ќе има таа сенка на тагата. Коригирајте ме ако грешам. Може би има луѓе кои што никогаш во животот не се почувствувале тажни, може би се секогаш среќни, секогаш се добитници, секогаш, нели,
имаат само светли приказни да споделат. Би било супер ако исто така некој сака да сподели дел зошто е тажен доле во коментари. Затоа што 2 години како што се трудам на каналов да споделувам видеа, да правам содржина и тоа се да си отварам својата душа колку што можам во тој момент или што ми дозволува приликата. Една работа неминовно е сватив дека е, а тоа е дека кога си го отвараш срцето, буквално бестрашно вака, пошто јас бестрашно, ова е фактички еден чин на бестрашност од моја страна или на било кој што вакво нешто прави, а тоа е буквално да си кажеш што мислиш, што чувствуваш, знаејќи дека тоа може да го видат безброј луѓе кои што ти навистина можеш, никој не можеш со сите нив да имаш исто мислење или иста фреквенција и така натаму, и таа храброст, всушност да си го отвориш срцето, прави некој интересен баланс во твојата душа. Едноставно се чувствуваш после тоа посилно. Едноставно се чувствуваш посилно од фактот дека си го отворил своето срце и другите луѓе имаат прилика да видат што има во него и од тоа може да излезе само нешто позитивно. Само момент. Да. Така да, би сакала онака секој од вас, доколку нели не е секој заинтересиран или нема некоја желба да прави свој канал па да отвара срце и душа и тоа све, би замолила секој од вас, например, да искоментирате било што во коментари под ова видео, доколку сакате, и да си отворите својата душа и своето срце, да си кажете причина зошто сте вие тажни кога сте тажни, и дали и што е она што всушност вас ве прави, што вас ве крева во тој момент. Затоа што нормално човек мора да се бори, мора да се бори да го најде оној момент што го крева, за да не случајно остане во таа темнина, поготово ако сте комплетно сами без пријатели како што сум јас, па немате некој пријател кој што би ви помогнал да ве крене нагоре. Единствениот пријател кој што мене ме подкрива во моите моменти на тага е мојот син Христијан, на кој што исто така од друга страна па и не сакам да му го оставам тој товар, да мора тој да ми прави мене, не знам, позитивни чувства во животот, но ете, тој бидејќи е дел од мојот прекрасен живот, тој навистина најчесто ми помага да се чувствувам многу подобро. Како и да е, сакав да кажам, ете, ако сте луѓе како мене, тој ви мафта на камерата, моето прекрасно мало маче, доколку и вие, така што, доколку сте и вие луѓе кои што често пати знаете да бидете даун, тогаш не е лошо да се придружите во коментари на овој мој канал, кој што најчесто се користи канал едноставно да можеме да се почувствуваме малкуцка барем по-добро во врска со самите себе си. Кога се потрудив да го најдам текстот на песнава што сакам да ја испеам денеска, не успеав да го најдам, па најдов едно исто така една друга песна, која што здравје ќе ја испеам во некое друго видео, затоа што исто така и таа е дел од мојот живот, сум ја слушала, ми се допаднала, си беше порано, се сеќавам кога бев таму тинејџерка, имав доста голема желба да ги слушам нив, но тоа е во следното видео, ќе кажеме кои беа тие, а сега во ова видео ќе се обидам да испеам оваа песна која што е дел од моето срце и моето расположение во текот на овој ден. И така натака. Песната е Dreams од Kismet. I'm dreaming morning colors, waiting on my sleeping. I can save this world of mine, but I am leaving. 'Cause you're a sorrow walking through my being. Only sad can find my trails when I am leaving. For many, I can feel your breathing. I can hold you in my arms and I believe in. But you're a sorrow walking through my being. Only sad can find my trails when I am leaving.
flying high. Каков преубав текст. Only sad can find my trails when I am leaving. Вау, каков текст, какви зборови. Каков текст и какви зборови. Flying high, I'm dreaming, morning colors waiting on my sleeping. Или ceiling, pardon. I can save this world of mine, but I am leaving, 'cause you're on sorrow walking through my being. Only sad can find my trails when I am leaving. For many, I can feel your breathing. I can hold you in my arms and I believe in. But you're on sorrow walking through my being. Only sad can find my trails when I am leaving. Инаку, сега се сетив. Инаку сега се сетив една ситуација од далечната 2002 година, да ја кажам нормално. Тогаш бевме студенти на педагошкиот факултет, јас и една моја другарка, се викаше Јулијана. Мислам дека просто и нема кој не ја знае во Скопје. Таа една пеперутка, една виленичка мала, една мила особа, доста емотивна личност. И со неа додека студиравме, бидејќи таа беше дел од една група, тогаш heavy metal група, често пати знаевме така да испееме песнички на одмор, на пауза и слично. И еднашка се случи да ми каже: Снеже, знаеш што, вика, ни треба пратички вокал, вика, за некој ќе бидат предгрупа на групата Stream Forces, па ни треба пратички вокал, знаеш, ќе сакаш ли ти да ни бидеш пратички вокал? И јас се сеќам дека реков да, дефинитивно, и така бев облечена во црна мајца, црна долга сукња, ова, она, беше таа доста така интересен момент од тие моменти. Прекрасна. А песната се, ако се сетам, удеше вака нешто, чека да ми текне, ако може да ми текне, нешто као вистина е во овој мистичен свет, се буди ме, одејќи по својот пат, видов што замислував, чекорејќи со својот страв, сакав да се разбудам, сакав да се разбудам, сакав да се разбудам. Да, гледам недоглед, слушам, вистина е во овој мистичен свет. Се буди ме, во на, видов што замислував, чекорејќи со својот страв, сакав да се разбудам. Да, она пиеше, она бе фалт, она беше, не ми тикна се, како беа овие опозитот на алт. Never mind. Тоа е тоа. Прекрасно е се, убав ден, мене ми се расположи срцето, па се гледаме во следно видео со една многу убава песничка, која што верувам дека многу од вас ќе ја знаа. Bye, bye.